Зошто некои градови немаат доволно вода, особено на лето, а други градат грандиозни фонтани? Зошто некаде нема канализација, речиси никаде нема прочистување на водите, а се прават патеки и шеталишта покрај реките? Зошто некои места се затрупани со ѓубре, а на други има паркови од милиони евра? Одговорот е многу едноставен – политика. Во системот што го нарекуваме демократија, бидејќи со гласање се избира кој на која функција ќе биде, со институциите раководат политичари. Тие не само што треба да си ги исполнуваат обврските кон граѓаните, туку треба да се грижат и како тоа ќе се одрази на нивната популарност. Три фактори се клучни за нив: мандатот, видливоста и ефектите. Мандатот е времето што еден политичар го поминува на функцијата откако ќе биде избран. Потоа треба или да се повлече или пак да се кандидира и да се обиде да го изберат. Колкав треба да биде мандатот? Ако е многу долг, поголем е ризикот дека политичарот би се однесувал неодговорно. Ако е многу краток, тој ќе нема време да спроведе поголеми проекти. Најчесто е 4 години. Повеќето политичари размислуваат во рамките на својот мандат. Сериозен проект за водоснабдување или за справување со отпадот може да трае многу долго, па зошто некој да го почне за некој друг да ја сече лентата во иднина? Вториот фактор е видливоста. Политичарот што се грижи за својот рейтинг е помалку заинтересиран да направи нешто под земја отколку над неа. Убав парк со нови дрвца, украсни грмушки, фонтана, детско игралиште, прекрасни фотографии за општинската интернет страница со наслови како ново пријатно катче на задоволство на граѓаните. А граѓаните ќе одат таму за да избегаат од секојдневните проблеми, меѓу кои се и септичките јами. Ама се сечели лента во канализацијска шахта. На крајот се и ефектите. Поради нив политичарите тешко може да се натераат да вложуваат во заштита од природни несреќи како поплавите. Може цел мандат да нема поплава, дури и 2 мандата. Џабе ќе ги потроши парите. Како да се справиме со ова? Потребна е активна експертска јавност. Таа треба да укажува на долгорочните проблеми што се запоставуваат. Потоа, активно граѓанско општество, организации што исто така ќе помагаат и ќе притискаат за суштинските проблеми да станат приоритет. На крајот, требаат и активни независни медиуми, кои сето тоа ќе го представат на јавноста. Така политичарите не само што ќе мораат да размислуваат подолгорочно, туку тоа ќе биде добро и за нивниот рейтинг, а и гласачите ќе знаат да го ценат. На тој начин, на скапите ефтини проекти ќе им се скрати мандатот.